СЈО е алатка за политички притисок врз ВМРО-ДПМН, управувана од СДС. СЈО од своето основање до денес сите случаи кои ги отвори беа со цел пресметка со ВМРО-ДПМН и неговото раководство и креирање негативна слика за партијата во очите на јавност. СЈО имаше за цел амнестирање од одговорност на Зоран Заев и Зоран Верушевски за сторените криминали. СЈО со повлекувањето на обвинението за случајот Пуч, каде главни обвинети беа Зоран Заев и Верушевски, на дело ја покажа својата пристрасност и непрофесионалност, потврдувајќи дека се работи за политички инквизиторен орган кој нема за цел докажување на вистината и откривање на криминалот, туку монтирање и конструирање политички хајки против ВМРО-ДПМН. СЈО се стави себе си над законот и уставот на Република Македонија, со повлекувањето на предметот Пуч и откажување од кривичен прогон. Предмет во кој имаше признание за вина од страна на Звонко Костовски, кој го призна кривичното дело и објасни како незаконски следеле комуникации со опремата на ДВК и потоа како групата на Верушевски истите ги изнесувала. СЈО го бараше предметот Пуч од основното јавно обвинителство, единствено за да ги ослободи од гонење Заев и Верушевски, кои се инспиратори на сите случаи кои СЈО ги покрена, а се крајно неосновани, неаргументирани и без ниту еден доказ. Прва одлука на СЈО беше ослободување на Верушевски од притвор, за сега да бараат на невини луѓе без никаква основа да им се изрекуваат притвори. Сонја Верушевска тогаш му се заблагодари на Заев, што СЈО го ослободило од притвор нејзиниот сопруг, што јасно укажува дека одлуките таму ги носи токму аболицираниот лидер на СДС. Граѓаните го гледаат начинот на работата на СЈО и на сите им е јасно дека тие не работат ни според устав, ни според закон, туку под политички диктат. СЈО, но и сите други субјекти во држава треба да знаат дека Република Македонија е демократска држава со јасно дефинирани принципи на владење на правото и секој еден кој ќе ги прекрши законите ќе одговара пред органите на оваа држава во многу брз временски период.